Добар ден, првачиња! Во денешнава училница ќе имаме час по природни науки. Јас сум наставник Марија Богатиновска и денеска ќе учиме по што сме различни. На овој час треба да знаете да се опишувате себе си, да правите разлика помеѓу повеќе деца и возрасни и да го сватите и научите поимот човечко суштество. За овој час ќе ви биде потребен вашиот компјутер или телефон, учебникот по природни науки и тетратката без линии со училишниот прибор. Подгответе се и ќе започнеме. Ќе ве замолам да ја погледнете оваа фотографија. Ова е семејството на Тина. Сега Тина ќе ви каже кои се членови на низиното семејство, а вие внимателно ќе слушате и ќе ги откривате. Јас сум Тина, девојчето во виолетовото фустанче што седи на креветот. Имам 10 години. Ова на сликата е моето големо семејство. Сега ќе ви го представам, а вие според мојот опис ќе ги откривате ликовите. Дали ја најдовте Тина? Ајде да видиме кои се другите. Од мојата десна страна седи најдобрата баба на целиот свет, баба ми Донка, која има 65 години. А од мојата лева страна седи мојот мил дедо Миле, кој има 70 години. Тој во својот скут го држи својот внук. Тоа е мојот брат Милан, кој е помало од мене. Сите велат дека многу си личиме. Дали го откривте Милан? Браво! Татко ми Александар е наставник и носи очила. Кога оди на работа, секогаш е облечен во костим и бела кошула. Мајка ми Ана има убави сини очи, долга кафеава коса и носи црвена блуза. Таа работи во банка. Тетка ми Маја е стюардеса. Таа е висока, слаба и многу убава, а тетин ми Владо е фудбалер која има најубавата насмевка на цел свет и секогаш се облекува спортски. Ах, за малку ќе го заборавев нашиот миленик, мачорот Сивко. Ајде да видиме сега дали го откривме семејството на Тина. Го најдовте низиниот татко наставник и низината мајка која работи во банка и тетка Маја која е стюардеса, а тетин Владо фудбалер. Значи, тие се едно големо семејство што многу се слични меѓу себе, меѓутоа се различни и тоа секој на различен начин. Освен нив, овде на сликата, има и нешто што е пак многу поразлично од нив. А тоа е кој? Мачорот Сивко. Тој се разликува од ова семејство затоа што е животно. А останатите се луѓе. Запомтете, момчињата и девојчињата, мајките и татковците, бебињата, бабите и дедовците се луѓе. Ги нарекуваме човечки суштества. Сите тие се луѓе по нешто се слични, а по нешто се различни. Значи, еве, и овде на оваа фотографија се дадени повеќе луѓе, сите имаат слични делови од телото, но сепак се различни на свој начин. На минатиот час научивте дека луѓето се слични, потоа што имаат исти делови од телото, се движат, се хранат, се облекуваат, градат дом во кој живеат, размислуваат, сите зборуваат и многу други сличности. Меѓутоа, и покрај многуте сличности, луѓето имаат и многу разлики. Луѓето се разликуваат според полот. Тие се разликуваат и според возраста, а може да се разликуваат и според бојата на кожата, според бојата на очите, според физичкиот изглед. А луѓето се разликуваат и според начинот на облекување, начинот на размислување и нивните интереси. Сега ќе ги откриваме разликите помеѓу луѓето. Првата разлика рековме дека е според полот. Еве, на оваа фотографија се дадени најверојатно овие се близнаци, многу слични еден со друг, меѓутоа се разликуваат по тоа што едното е девојче, а едното е момче. Значи, уште кога ќе се роди бебето, прашуваме какво е, машко или женско? Тоа ученици е разлика според полот.
Значи, луѓето можат да бидат машки или женски пол. Еве, и овде имаме машки пол и женски пол, маж и жена. Луѓето рековме дека се разликуваат и според возраста. Се раѓаме како бебиња, потоа сме деца, па стануваме возрасни и на крајот стари. Луѓето се разликуваат според бојата на кожата, бојата и формата на косата. Хајде да ги видиме овие двајца пријатели, вака гушнати, по што се различни. Така, едниот има посветла кожа, а другиот потемна кожа. А овие три девојки, тие се разликуваат и по бојата на кожата и по бојата и формата на косата. Првата девојка има темна коса која што е бујна, виткана. Оваа девојка има руса коса која што е права. Третата пак има кафеава права коса. Значи сите три се разликуваат и по формата и по бојата на косата. Исто така и по бојата на кожата. Оваа девојка има најсветла боја на кожата. Луѓето се разликуваат и според бојата и формата на очите. Некои сме со покрупни очи, некои со поситни. Меѓутоа, бојата може да биде кафеава или сина, како на овие две другарки, но може да биде и зелена, како кај ова момче. И овие двајца другари имаат различна боја на очите. Едниот со кафеави и едниот со сини очи. Луѓето се разликуваат и по физичкиот изглед. Што е тоа физички изглед? Еве, ако ги разгледаме сите овие фотографии, ќе забележиме дека на сите фотографии имаме деца. По нешто се слични, по нешто се различни. Меѓутоа, ниедно од овие деца не е исто со друго дете. Тоа го прави ученици физичкиот изглед. Дали сме високи, дали сме ниски, дали сме крупни, дали сме ситни, каква ни е бојата на косата, бојата на кожата, бојата на очите, сето тоа го прави физичкиот изглед. Овие другарки се слични според височината, меѓутоа се различни по бојата на косата. Овде имаме 4 момчиња, што се сите разликуваат. Некои се повисоки, некои пониски, некои покрупни, некои поситни. Исто така и овие двајцата, поситен и покрупен. Овие пак се разликуваат по бојата на косата, кафеава и црна. Едниот носи очила, едниот не носи. Овие две другарки се разликуваат по висината, по бојата на нивните коси. А забележуваме дека се исто облечени во школските униформи. Луѓето се разликуваат според начинот на облекување, начинот на размислување и нивните интереси. Што значи ова? Еве на оваа фотографија имаме дадено различни жени, девојки. Сите се жени или девојки, но се сепак сите различни и по бојата на косата, и по бојата на кожата, и по висината, и по начинот на облекување. Овде имаме исто така различни дечиња по полот, различни по косите, по очите, и различни се и по начинот на облекување. Овде пак имаме две момчиња различни по висина, исто облечени и двајцата се најверојатно кошаркари. Тоа значи дека имаат исти интерес. Ги интересира играњето кошарка. За разлика од нив, оваа балерина има интерес да ужива во играње балет. Овој овде спортист, тоест фудбалер, има интерес, значи го интересира фудбалот. Оваа овде жена се одлучила да биде наставничка, значи нејзиниот интерес е да биде наставник, да учи дечиња. Секој се разликува, значи, по своите желби и интереси. Ајде да пронаоѓаме разлики помеѓу луѓето на дадените слики. Овде, кога ќе погледнеме на прв поглед, ќе речеме овие двајца се исти. Најверојатно се близнаци. Меѓутоа,
Дали мислите дека овие двајца близнаци имаат исти интереси? Дали и двајцата обожуваат иста храна да јадат? Јас мислам дека не. Значи, колку и да сме слични, сепак по нешто ќе се разликуваме. Мора да постои некаква разлика помеѓу две личности. Еви и овде имаме две бабички. Едната има интерес да чита книга, другата пак сака да се шета. Овде имаме баба и дедо. Се разликуваат по нивниот пол. Слични се по возраста. Се разликуваат и по начинот на облекување. Бабичката е со очила, дедото нема очила, но затоа има бастун. Значи се различни. Овде имаме двајца дедовци. Едниот е покрупен, едниот е поситен. Едниот има повеќе коса за разлика од другиот и има брада. Двајцата имаат бастунчиња, меѓутоа едниот нема очила, едниот има очила. Луѓето како човечки суштества се слични едни на други по многу работи, но се и многу различни. Не постојат сосема идентични личности. Идентични личности се исти, значи не постојат две исти личности. Секој човек е единствен и се разликува од другите луѓе. Дури близнаците што се многу слични еден на друг, сепак се разликуваат по многу нешта. А сега ќе ја добиеш задачата за тебе. Одбери двајца членови од твоето семејство и пронајди ги нивните разлики. А потоа, пронајди ги разликите помеѓу тебе и еден член од твоето семејство. Нацртај цртеж во кој ќе ги прикажеш разликите помеѓу вас. Она што ќе го нацрташ, ќе го фотографираш и ќе го испратиш во вашата група. Ти благодарам на вниманието и се надевам дека уживаше во овој час.